Добро вечер, почитувани гледачи. Денес под лупа го ставаме Охрид и случувањата во него. А со кого би разговарале на оваа тема ако не со првиот човек, градоначалникот Никола Бакрачевски. На моje големо задоволство, ќе ви посакам добро вечер и добре дојдовте во лупа. На моje лично задоволство, добро вечер до вас и до вашата ценета публика. Градоначалник, долго се договараме за ова интервју во лупа, но со оглед на вашите обврски, некако еве сега дури најдовме згоден момент за да го реализираме овој разговор и причина повеќе е и што пред 2 дена беше и патронот на Охрид. Еве, јавно овде ви честитам, значи за сите оние достигнувања на градот, па нека не чува Свети Климент како и досега. Точно така, јас навистина жалам што не сум одговорил на вашите покани порано, меѓутоа навистина исто јас би сакал да видам почесто гостин во вашата телевизија, се со цел да на некој подиректен начин и на се доближам до граѓаните на Охрид преку објаснување на сето она, низ разговор во вакви емисии, да им го објасниме на граѓаните она што ние го работиме, она што ние го планираме и она кое што ние навистина намераваме да го реализираме, се со цел да го подобриме квалитетот на живење на граѓаните во Охрид. Така. Секогаш кога сме на крајот на годината, правиме една рекапитулација на се она што сме го направиле, што го имавме зацртано, на она што не сме успеале да го направиме, па ќе го ставиме за некоја блиска или подалечна иднина, дали е тоа приватно или професионално. Еве, вие како оценувате 2015-та, која што веќе е на одминување? Колку сте задоволни од сето она што општина Охрид успеа да го реализира во годинава што заминува? Па со оглед на тоа, какви беа нашите планови и ветувања пред граѓаните на Охрид и она што значеше програма за работа на различните сектори и одделенија на локалната самоуправа или на јавните предпријатија кои што произлегуваат од локалната самоуправа, можам да кажам дека сум навистина задоволен и од постигнатото и од реализираното онака како што било предвидено. Меѓутоа, она што особено ме радува, мене би се изразил со еден народен термин, парната локомотива, би рекол, во општина Охрид почнува да работи, мислам и да функционира онака како што, или приближно онака како што јас би посакувал. Сепак се работи за еден период кој што одзедеме, можеби веќе би рекол 30 на месеци, нешто повеќе, во кој што можеби јас би рекол и локалната администрација или општинската администрација можеби недоволно беше спремна да го прифати мојот начин на работа и на интерна кореспонденција, начин на комуникација или на соработка, можеби, или на спремност за тимска работа. Можеби и јас недоволно ги разбирав службите или вработените во локалната самоуправа, или можеби имаше недоволна, би рекол, комплементарност во она што значи барање од моја страна или делегирање на задачи и обврска кон вработените и обратно она што тие ми го презентираат мене секој ден. Меѓутоа, ето, после период од прилика од 2,5 години, веќе се чувствува задоволство од начинот на функционирање или од подобрување на перформансите на службите во локалната самоуправа, што јас сум особено задоволен и на кој што сум, би рекол, горд во овој период, бидејќи како беше пред 2,5 години, многу ми се свежи сеќавањата на почеток на мојот мандат и какви се сега, можам слободно да кажам дека навистина чувствувам задоволство од она како течат работите, како се реализираат проектите, активностите, задачите, програмите кои што сме ги задале како обврска за локалната самоуправа, за јавните предпријатија, за училиштата во Охрид. Така да, од она што е постигнато, навистина секој пат може да се каже дека можеби би можеле да направиме нешто повеќе.
Меѓутоа има и работи кои што не сме ги планирале, а сепак сме ги реализирале, или идеите произлегле во тек на работата, или од еден проект произлегува други проект кој што е комплементарен со претходниот. Така да, навистина сум задоволен од постигнатото и јас се надевам дека со несмален интензитет и со можеби уште посилно темпо продолжуваме во 2016 година, кога навистина имаме, би рекол, предвидено интензивна програма која што ќе изискува агресивно темпо на реализација на задачите чекор по чекор. Што си ги имате поставено и вие и вашиот тим. Имам чувство, а тоа е чувство и на граѓаните, дека 2015 е она година кога веќе почна да се придвижуваат работите, кога веќе може да се видат конкретни активности на терен. Претходно беше сето тоа нешто во начело, дека ќе биде, она секогаш ке, но сега веќе имаме нешто конкретно, значи голем број проекти почнаа да се реализираат, некои се и во завршна фаза, некои допрва треба да се дореализираат. Знаеме дека има голем број постапки кои претходат на започнување на некој сериозен проект. Свежо вака за граѓаните сега во периодов што изминува е изградбата на кружните текови низ градот. Сега моментално веќе се дозавршува кружниот тек на булеварот Туристичка и секогаш за и против. Имаме граѓани кои што го оправдуваат тоа, некои велат дека не беше потребен еден ваков сообраќаен и урбанистички комунален зафат, затоа што ќе се направи повеќе метеж во сообраќајот, но едно ваше видување затоа што претходно се вршеа сондажи, се правеше една студија и оправданоста од каде дојде токму за еден кружен тек на ова место. Знаете што, не само за граѓаните на Охрид, некој пат и јас имам дилеми дали некоја активност која ја спроведувам или можеби дали некој проект кој го реализираме треба да се реализира и ако треба да се реализира дали треба на овој или на овој начин. И секако дека често во текот на периодот или фазата на изработка на една проектна документација или можеби во фазата на планирање, често се преиспитувам, бидејќи јас навистина не можам да бидам експерт или познавач на сите области со кои што една локална самоуправа се занимава. Меѓутоа, секако дека треба да ги почитувам мислењата на стручните служби кои што работат во локалната самоуправа, така и во делот на изведувањето на најдобрите можни сообраќајни решенија, во конкретниот случај изградба на кружни текови на улица Туристичка. Значи, ние секако дека пред да пристапиме кон реализација на овие проекти, односно пред воопшто да почнеме да ги изработуваме како проектни задачи, сигурно дека имавме многократни дискусии, би рекол, онај нормален, вообичаен брейнсторминг процес во кој што разменуваме идеи, нафрламе идеи, кој како треба да проект да се реализира или дали воопшто треба да се реализира. И секако дека во периодот на планирање, значи да превагна мислењето дека сепак најдоброто можно сообраќајно решение за непречено одвивање на сообраќајот, меѓутоа и за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот би биле кружни текови, кои што сепак сите ние често патуваме, излегуваме надвор од државата, гледаме како функционираат другите градови или барем оние градови кои што приближно имаат иста популација колку Охрид и како се тие сообраќајни решенија реализирани. Секако дека црпиме искуство и би рекол дека има еден тренд во кој што можеби не е нов, можеби за нас е нов, меѓутоа кој што е устален неколку години и децении може наназад во Западна Европа, во кој што се покажа дека кружните текови се и едноставно, и функционално, и безбедно сообраќајно решение. И секако дека ние го следиме тој тренд кој што го има насекаде во Европа или во други континенти, не само во Европа, а секако дека тоа произлезе и од размислувањето, односно
мислењето на стручни лица кои се занимаваат со регулирање на сообраќај, значи што во локалната самоуправа, што во секторот за внатрешни работи Охрид, со кој што имаме интензивна соработка и со други надворешни стручни соработници кои кажале дека сепак тоа е најдоброто можно решение. И јас на крај, значи мора да го почитувам нивниот став, а не дека и јас некој пат не размислувам исто како што размислуваат и граѓаните или имам двојбено размислување. Меѓутоа, реков, сепак не сум експерт за сите области, мора да почитувам знаење и мора да почитувам професионалност и стручност на одредени служби. Така да, како отпочна работите на неколку кружни текови, дел од нив зависно од временските услови кои што ни следат, во овој зимски период ќе одлучиме дали ќе ги започнеме, тоа се градежните активности на кружните текови помеѓу улица Туристичка и улица Аба Семин, односно према Гоце Делчев, и вториот кружен тек е на улица раскрсницата помеѓу Туристичка и Јане Сандански. Денес имавме исто средба со оние кои што се избрани за најповолни понудувачи или кои ќе бидат изведувачи или подизведувачи на компанијата која што го доби тендерот и разговаравме околу најдобриот временски период кога би требало да продолжиме со градежните активности на овие останати два кружни текови. Кој ќе биде изведувач? Веќе се знае името? Не, тоа е значи тендерската постапка е завршена. Значи со оглед на тоа што два од кружните текови, тоа е на раскрсница со Бистрица и македонски просветители, беа во дел од проектите кои што ги работиме со кредитот Светска банка, додека другите три кружни текови, значи се работаат со средства од буџетот на општина Охрид и тендерските постапки се и во двата случаи одамна завршени. Она што останува е изведачот да ги заврши останатите два кружни текови, кои што кажав дека денес на состанокот се договаравме со нив, се разбира дека треба да се почитува и нивното размислување. Предпоставувам дека од разговорите кои ги водевме, дека кружниот тек на раскрсницата со Аба Семин ќе започне наскоро да се работи, додека некаде од крајот на јануар, можеби февруар, ќе започне кружниот тек на раскрсница со Јане Сандански. Така да до пред започнување на новата, би рекол, летна туристичка сезона, би требало да бидат завршени сите кружни текови на улица Туристичка, тогаш кога уствари полезноста од нивна изградба најдобро би дошла до израз, кога сообраќајот ќе е оптеретен со неколкократно зголемен број на возила. А кога треба да заврши кружниот тек кој што сега е актуелен и во тек е неговата изработка и изготвување, кој што се наоѓа на булевар Туристичка со 7 ноември? Така, и тој, значи кружен тек и кружниот тек на раскрсница со Стив Наумов ќе завршат пред Нова година, сигурно. Денес добив уште едно уверување од изведувачите дека и двата кружни текови ќе бидат комплетно завршени пред новогодишните празници. Така. Сега не само од функционален аспект, кружниот тек побуди голем интерес кај граѓаните и од естетски аспект, како сето тоа ќе биде осмислено и како ќе изгледа. Имаше многу предлози, размислувања, идеи. Дали имате веќе конечна слика како ќе биде уредено тоа место? Дури се споменуваше еден споменик дека ќе биде тука издигнат. Па имаше и некои доследки на социјалните мрежи, разноразни споменици, идеи за споменици, како и кој би бил најсоодветен тука да се наоѓа. Добро, она што е сега известно е дека сите кружни текови на улица Туристичка ќе бидат само хортикултурно уредени. Значи со би рекол прикладни џбунести растенија и цвеќа. И тоа е сега за сега дефинитивно. Сега за сега е дефинитивно. Значи во јавното претпријатие Охридски комуналец е задолжено да изготви значи проект за уредување на кружните текови, хортикултурно, значи уредување на кружните текови. Сметаме дека тоа никогаш не губи од убавината, со оглед на тоа што и Охрид и без тоа има многу малку слободни површини за озеленување. Знаете дека ние единствена поголема
зелена површина во централното градско подрачје ни е паркот покрај градскиот кеј. И ја користиме секоја можност или секоја прилика просторот кој што го уредуваме, односно градежно го уредуваме, да најдеме простор кој што ќе може да биде озеленет или би рекол хортикултурно уреден. Така и во овој случај, значи кружните токови ќе бидат хортикултурно уредени во централниот дел. Точно е дека имало размислување, се уште тлеат некои размислување со оглед на тоа што особено кружниот тек на раскасницата помеѓу туристички и македонски просветители го представува би рекол епицентарот на градот или епицентарот на градот, каде поминуваат најголем дел и од охриѓани и од гостите кои што мора да се соочат со тој дел на градот и секако дека заслужува внимание, односно заслужува да заземе еден дел од стручната јавност, со ангажман на стручна јавност. Ние имавме неколку, би рекол, средби со деканатот, би рекол, на архитектонскиот факултет во Скопје и разговаравме околу нивните размислувања или предлози, идеи како да бидат уредени кружните текови. Ние и добивме неколку идејни, би рекол, решенија за тоа како тие го гледаат разубавањето на градот во контекст на уредување на централните делови од кружните текови. Точно е дека имаше и една од идеите беше да бидат издигнати монументи, не би рекол споменици, не споменици, кои што би представувале оригинални уметнички дела, кои што би биле препознатливи само за Охрид и за ниеден други град, кои што ќе бидат одраз на она што значи континуитет во цивилизациите во Охрид, она што значи специфична или традиционална охридска култура, охридска уметност или традиција. И таков еден монумент, односно архитектониката или архитектурата на тој монумент да одразува, односно да има символика на повеќе би рекол области кои што ја представуваат, ја презентираат автентичноста на Охрид и Нови Рек или значењето, воедно и значењето на Охрид како центар кој низ вековите навистина означувал значајно место за многу цивилизации. Меѓутоа реков сега за сега известно е дека тие ќе бидат само прикладно, пригодно и убаво хортикултурно уредени. Така, рековме дека кога нешто се прави сериозно, треба да се слушнат мислењата на стручните лица, кои што најдобро се упатени во таа област, но сепак дали кога донесувате вакви решенија ја вклучувате јавноста, граѓаните, затоа што впрочем тоа е место каде што тие живеат и можеби добро би било и тие да се изјаснат што би сакале да има. Секако дека е така, значи јавноста почнува. Значи ова е само како пример воопшто генерализиран и за други проекти. И таков е нашиот стил на работа. Значи постојано идеите и предлозите кои што ние ги преточуваме во програма за работа или во проекти кои што допрва или планови кои што допрва треба да се реализираат, произлегуваат токму од граѓанинот. Значи тоа е нашиот стил на работа. Низ постојаните контакти со граѓаните или оние средби што ние ги организираме во урбаните заедници, секако дека црпиме идеи кои што некогаш добиваат и практична примена во нашата програма, во нашата редовна програма за работа. И тоа го правиме постојано. Така и во конкретниот случај за она што значи уредување на тие кружни текови. Значи идејата не произлезе случајно за уредување или за можните начини на уредување на кружните текови, туку ни се на широка дебата и дискусија со јавноста, во која јавност влегуваат и се разбира и стручни лица како што се би рекол професорите или деканатот на архитектонскиот факултет во Скопје. Така да правиме еден сублимат од размислување, значи она што значи обични граѓани на Охрид да се почувствува нивниот пулс, би рекол, или можеби нивната потреба или
нивното размислување за тоа каков Охрид сакаат тие, да инволвираме луѓе кои што се би рекол професионалци од дадена област кои живеат во Охрид и секако повисока стручна јавност. И тоа е нашиот стил на работа. И тоа ќе го правиме во иднина, не само за овој конкретен проект, туку и за многу други проекти. Тоа го правиме постојано. Ние ето вие добро кажавте на почетокот, ние дека не обвинуваше опозицијата, дека многу често сме користили афирмацијата ке за нешто што сакаме да работиме или да реализираме во иднина. Па и тоа е дел од процесот на транспарентност, односно процесот на отворена комуникација или фрлена ракавица кон јавноста охридска за тоа како тие го чувствуваат нашиот предлог за реализација на еден проект. Па кога ќе дадете ветување пред јавноста, значи со тоа таа представка ке веќе тука имате голема одговорност. Точно така, да се тоа реализира. Затоа што ќе ве повикуваат во повеќе наврати. Точно така и ние не бегаме од ветеното, значи напротив, она што се ветува мора да влезе и во програма за работа, редовна програма за работа во точно која што со точно одредени рокови треба да се реализира. И отчетноста и транспарентноста во работењето, јас нема да бидам, би рекол, нескромен ако кажам дека е одлика која што како ниедна друга претходна локална самоуправа ја одликува овој состав на локалната самоуправа и ние тоа го правиме на секој можен начин. Како врв на нашата отчетност доаѓа печатениот отчет кој што ние на крајот секоја мандатна година, значи го пласираме во јавноста, го презентираме или го поставуваме на нашата отворена веб страна на општина Охрид, од каде што граѓаните можат да видат се она што ние сме го сработиле и во каков обем сме го сработиле, колку средства биле потрошени за таа намена и значи на кој начин значи се реализирани тие проекти. И затоа кажав, ние немаме намера да го смениме нашиот начин на работа, постојано ќе комуницираме со граѓаните, бидејќи од нив ја црпиме енергијата, меѓутоа од нив произлегуваат и идеите. Не значи дека сите идеи кои што ние ги добиваме од граѓаните се корисни или можеби се корисни, меѓутоа не се изводливи. Но кога имате повеќе идеи, имате поголеми можности да изберете што е она најдобро. Точно така и ние, значи, постојано се координираме со целокупниот тим во локалната самоуправа и во јавните предпријатија, разменуваме идеи, ги разгледуваме предлозите на граѓаните на Охрид и доколку се покаже дека некој од тие идеи или предлози е целисходен, дека е изводлив, дека е финансиски оправдан, значи ние пристапуваме кон започнување со подготовки за реализација на таков еден проект преку значи планирање, проектирање, обезбедување на финансиска конструкција и понатака значи реализација во дело. Градоначалник, граѓаните прашуваат докаде е реализацијата на проектот за затворениот зелен пазар. Значи стигнавме до оној момент, избравме приватен партнер, поминаа сите процедури, сета постапка беше запазена, сега сме во една фаза на чекање одобрение од Министерството за транспорт и врски за градба. И тука застанавме. Од септември месец го чекаме тоа одобрение. Дали имате некоја информација до каде се работиве и дали можете малку во Министерството да извршите притисок, работите побрзо да почнат, затоа што граѓаните очекуваат секој момент да почнат активности околу изградба на зелениот пазар? Очигледно добро сте се подготвили, добро сте се информирали, точно така. Значи, во овој момент проектот за изградба на покриен зелен пазар се наоѓа на одобрување, односно на добивање согласност во Министерството за транспорт и врски, она како што налага законската процедура. Меѓутоа, она што сакам на почеток да го напоменам во образложенијата околу изградбата на покриен зелен пазар е дека се уште
приватниот инвеститор се наоѓа во рамките на она што значи рокот за издавање на одобрение за градба, кој што крајен рок истекува во мај месец 2016 година. Значи ништо не е задоцнато, значи ниту е пролонгирано. Но веќе се нестрпливи мора да кажам граѓаните. дека одобрението за градба, односно согласност за одобрение за градба ја издава Министерството за транспорт и врски. Ние сме во постојана комуникација со сите оние институции кои што се инволвирани во процесот на издавање на одобрение. Секако дека претходно тоа беше одредена постапка која што треба да биде завршена во Завод и музеј Охрид, понатака во управата за заштита на културно-историското наследство во Скопје и потоа, откако ќе се прибави таа целокупна робусна документација, значи оди на согласност во Министерството за транспорт и врски, врз основа на која што се издава одобрение и понатака, значи во рамките на таа една година после солемнизација на договорот со приватниот партнер, во кој што тој има обврска да прибави одобрение за градба, значи се набавува, односно се издава тоа одобрение за градба и почнува со работа приватниот партнер. Можам да кажам дека според моите сознанија, ние имавме и во текот на вчерашниот ден комуникација со Министерот за транспорт и врски, нашите комуникации се секојдневни или некогаш се повторуваат повеќе пати во текот на еден ден за сите оние проекти кои што го притискаат градот Охрид. Тоа радува, затоа што имавме еден период кога односите не во вашиот мандат, значи односите беа замрзнати помеѓу министерствата, централата и локалната и тука немаше функционалност. Добро, значи нема да коментирам тој период, меѓутоа наша пракса е дека вршиме постојана пресија, би рекол постојан притисок на оние институции, било да се државни владини институции, било да се приватни компании од кои што зависи, значи спроведување на одредена проектна документација, да што побрзо, значи прво да се запазат роковите, а второ, доколку има можност пред истекот на тие рокови да прибавиме таква документација што е можно побрзо. Значи ние вршиме постојан, би рекол, притисок на институциите од кои што ние зависиме, односно од кои што зависи процесот на издавање на различни согласности, така и согласноста, односно одобрението за градба за покријање целен пазар. Јас сметам дека до нова година ќе одобиеме тоа одобрение за градба и претпоставувам доколку дозволуваат временските прилики, некаде веднаш после нова година ќе отпочне со градба или ќе бидат удрените медите, како сакате, на покриениот зелен пазар, за кој што сметам дека за не повеќе од 2 години ќе биде комплетно изграден. Направивте една фама во јавноста пред отприлика, можеби има месец и половина, кога на дневен ред на седница на општина Охрид беше ставена точката за изградба на градска марина. Се крене на прашина, сите мисле ова е таа марина која што Никола Бакрачевски ја вети во својата предизборна програма и дали со оваа марина сака да ги задоволи потребите на сите охриѓани гостите, затоа што не има толков капацитет и така натаму, ги знаете и вие добро коментарите, но на крајот на криштата испадна дека не е тоа таа марина која што треба во догледно време да се гради, туку дека станува збор за некој мало пристаниште на објекти, водени објекти кои што ќе можат тука привремено да бидат стационирани. Имаше разни коментари, дали е тоа долично, дали е потребно, дали ќе го наруши значи тој простор и визурите кон градот што сега ги имаме и сакам еден ваш коментар, бидејќи од тогаш вака еве не сме се виделе да прокоментираме на оваа тема. Од каде оправданоста за едно вакво идејно решение? Значи, сите наши планови се сосема трансparentни. Меѓутоа, нажалост, не секогаш привлекуваат внимание кај јавноста. Со оглед на тоа што за да дојдете до ситуација да гласате за одлука за изработка на feasibility студија или можеби за заклучок за прифаќање на feasibility студија за изградба на мало пристаниште во Охрид, претходно
има редица на постапки и процедури кои што треба да ги спроведете за да дојдете до еден таков момент. Значи, тоа е проект кој што го започнавме некаде скоро пред 2 години. Скоро пред 2 години со објавување на оглас за изработка на идејно решение. Тоа е постапка која што е од јавен карактер, значи која што оддавно била прикачена на веб страната на општина Охрид или на системот за јавни набавки на Република Македонија, или особено за овој конкретен проект, барем јас лично сум разговарал со сите мои пријатели, другари, познаници, преку социјалните мрежи, често сме праќали слики да го разгледуваат како би изгледало едно мало пристаниште кој што за нас представува реинкарнација на спомените на Охриѓани. Знаете дека таму се наоѓало едно од попопуларните места за собирање на Охриѓани или една од градските плажи или пливалиштето кое што собирало многу Охриѓани во изминатите децении. И нашата цел од каде што тргнавме во реализација, односно моментот од каде што тргнавме ние за реализација на овој проект беше токму возобновување на спомените на Охриѓани. Би рекол на едни убави спомени кои ги врзуваат и по старата генерација, меѓутоа кои се пренесуваат на помладите генерации. Така да ова е проект кој што тече веќе 2 години. Значи има редица на постапки кои што нажалост се пропишани со закон и роковите за нивно донесување исто така се врзани со исполнување на некои законски рамки на кои што не можеме да влијаеме за да го забрзаме некој процес. И би рекол не е нешто што е непознато. Доколку јас би рекол навистина некои Охриѓани би биле вистински загрижени, зборувам за Охриѓани кои не им се допаѓа овој проект. Значи имале можност 2 години да реагираат. Ако тоа се случило на седница на совет, тоаш сепак се замислувате дека се работи за нешто друго. Значи не е нешто што ние сме го криеле, па се прв пат на совет сме го извадиле како некоја топ информација, би рекол, која што прв пат ќе ја внесеме во јавност и ќе предизвикаме бура во јавноста. Значи нешто што се провлекува 2 години. И доколку за прв пат реакциите се случуваат во Совет на општина Охрид, сепак се работи за нешто друго, а не за реална загриженост за нешто за кое сметате дека не е потребно да се изгради или можеби е лошо да се изгради. Најмногу коментари имаше околу изградбата на некој угостителски објект на тоа место. Точно така. И дури коментарите одеа дотаму дека наменски е тој ќе се гради тука и тие кои што ќе ги паркираат своите да речам глисери и чамци, значи и кои што ќе пијат тука чај ќе се привилегирани или кафе. Епа, јас многу често зборувам дека опозицијата во Советот, или можеби, ајде, да не зборувам со речникот на, би рекол, политичка конфронтација. Ево да кажам, граѓаните кои што опонираат на, би рекол, реализација на некој проект, во конкретниот случај мало пристаниште, имаат, значи, можност да ја добијат на увид целокупната документација или постапка за спроведување на овој проект. Така и советниците. Ако добро се загрижеа за овој проект или навистина им значи многу, или можеби тие сакат да биде изградено, такво едно мало пристаниште, меѓутоа не во ваков обем или не на ваков начин, или не со вакво архитектонско решение, можеле да ја разгледаат целокупната објава од тендерската или физибилити студијата и да видат што и какви се содржини треба да има еден таков проект. Меѓу кои, ако навистина беа загрижени, ќе видеат дека
еден дел од тој проект или од тоа мало пристанище треба да биде ослободен за слободен пристап на граѓаните на Охрид. Значи, да служи како плажа. Она, заради што го отпочнавме како идеја овој проект. Значи, да служи како плажа за охријани. Така да, ако добро се загрижа, или ако наистина беа заинтересирани за градот Охрид, ќе ја погледа целокупната документација или физибилити студија и да видат што се има во таа физибилити студија и не само површно да се најде елемент со кој што политички ќе се профитира. Значи да не чекаме работите да дојдат до Совет, да дојдат до веќе крајна линија, за да, и на Совет треба да се реагира. Значи, физибилити студијата е наменета за припрема на советниците. Значи, тие треба да се припремаат за темата која што е ставена на дневен ред, за да можат да испорачаат квалитетни дискусии и во Советот, а сега се веќе и отворени за јавноста, за да можат и на јавноста. Сепак, тие се политички избраници и логично е да испорачуваат политички пораки или да се само промовираат или да ја промовираат партијата на која припаѓаат. Меѓутоа, тоа треба, ако се подобро подготвени, можат и на поефикасен начин тоа да го презентираат во јавноста. Јас тоа и го зборувам. Значи, затоа и зборам. За мене, не знам зошто би било спорно постоењето на угостителски објект. Јас навистина не добив никаков одговор или барем логично образложение зошто би немало угостителски објект. Тие кажуваат лошо е што има угостителски. Јас прашувам зошто да нема. Имаше коментари дека ќе ги наруши визурите на градот, значи од таа гледна точка. Имаш исто коментари дека ќе прерасне во најмала рака на некои објекти кои што сега постојат на крајбрежјето на градот, а ги имаме премногу, нема потреба од уште еден. И дека во летниот период и од таму ќе слушаме недозволена бучавост. Имаш и разноразни коментари, веќе сега на сите не можеме и да се сетиме, беше од една подалечна дистанца. Добро. Значи, повторно ќе кажам, за да реализирате еден проект со јавно-приватно партнерство, треба да имате обостранен интерес. Значи, за да добиете приватен партнер на оглас, приватниот партнер треба да најде некој интерес, како што и општината се грижи за јавниот интерес, за да може тој проект да биде реализиран. Се разбира дека во начинот на проектирање, би рекол, ние секако дека размислуваме кој е најдобриот можен интерес на приватниот партнер заради кој тој би се пријавил за стапување во јавно-приватни, односно партнерски односи со општината, кој ќе биде одраз и на јавниот интерес, а заради кој што и двете страни, значи и општината, односно градот Охрид и приватниот партнер, ќе имаат можност да имаат и бенефит, мислам, и од тоа да произлезе нешто што е од јавен интерес. Значи, општ интерес на граѓаните. Но беше кажано во конкретниот случај, ако има јавниот партнер бенефит од сето тоа, зошто не би имала општината и зошто таа сама не би го направила тоа, па целиот профит да оди во општинската каса. Тоа, ево јас конкретно ќе ви поставам прашање, значи зошто не се коригирало до сега, ако навистина така било лесно и не било никаков проблем општината да го гради, значи тоа пристаниште е така пропаднато, може би повеќе од, барем јас, колку што знаме, 35 години пропаднато, ево во овие 35 години, толку многу гарнитури на локална самоуправа се промениле, и ако било толку лесно и толку едноставно, зашто не се... Значи се работи за нешто друго. Против да се гради, значи, пристаништето и да се оплемени и да се среди тој простор, но најмногу знаете дека прашина се крена околу гостителскиот објект. А зошто? Ево јас прашувам зошто? Ете, заради овие некои причини кои што беа претходно, што ги наведов јас, што беа наведувани на седницата на Совет. Јас сепак не видов причина, ама во ред ќе одговорам. Значи, угостителскиот објект во онаков архитектонски стил, како што треба да биде изграден, ќе представува дел ќе ја зголеми атрактивноста на градот Охрид. Ние сметаме дека е така. Освен тоа, значи, вие не можете на туристите да им нудите угостителски објекти кои што ќе бидат надвор од градот Охрид, а тие ќе доаѓаат заради Охрид. Значи секако дека тие сакаат атрактивни места, за да биде тоа привлечно
за туристи или за охријани, значи треба да биде атрактивно место. Од друга страна, значи во архитектонска смисла тоа ќе изгледа мощне, атрактивно исто така. Значи тој ресторан кој што викате дека треба да постои. Одиме сега кон најважното. Тој ресторан треба да вработува луѓе. Она што треба да ја дига локалната економија и да вработува луѓе. Значи, за нас е многу важно да отвораме нови работни места. Секако дека еден таков ресторан ќе отвори нови работни места. Може би 10, може би 15, може би 20, зависно од обемот на работата. И ние размислуваме со економската логика. Значи, јас сум градоначалник на сите граѓани на Охрид. Многу често во меѓу советниците или во советот има некои од советниците настапуваат со предрасуди. Значи, ако е приватен партнер, тоаш мора да се сосече. Не смее да има приватен партнер. Ако е јавен, односно ако е значи општински проект, тоаш ќе го поддржиме како да луѓето кои се инволвирани во јавна институција треба да бидат привилегирани или поставени на пиедесталот, или тие се само луѓе, ама тие што работат во приватен сектор или што се приватни фирми, нив ќе ги сечиме и тие не смеат да живеат во Охрид. И тие не смеат да развиваат економија. Јас добивам и таков печаток. Јас сум градоначалник на градот Охрид. За мене, дали е јавна институција или приватна институција, сеедно. За мене е сеедно. Јас мора да се грижам и за приватниот бизнис и за јавниот интерес. Затоа што тие се истите граѓани кои што живеат и работат и делуваат и обезбедуваат екзистенција на други луѓе во Охрид. Значи, за мене, дали ресторанот ќе го работи општина Охрид или ќе го работи приватна фирма, е сеедно. Значи, важно е да биде реализиран или добиен јавниот интерес, а јавниот интерес се добива преку обезбедување на атрактивен простор, односно зголемување на атрактивноста на градот Охрид, преку изградба на една во архитектонска смисла изградба на едно добро пристаниште кое што ќе има убав лик или ќе представува место каде што ќе се сликаат граѓаните на Охрид или туристите. Место кое што ќе овозможи на граѓаните и на туристите да се разонодуваат или да се рекреираат или да се релаксираат во тој ресторан. Јавниот интерес е обезбеден преку обезбедување на плажа, која што некој пат постоела во Охрид, а сега постои само во спомените на охриѓани. Ние ќе сакаме да го реинкарнираме тоа место. Јавниот интерес постои и преку тие мал број на обезбедени, би рекол, паркинг места за пловни објекти. Секако дека постои тој јавен интерес. Јавниот интерес постои преку обезбедување на поголем инкам за општина Охрид по основ на давачки кој што ги прави тој објект. И секако на крај јавниот интерес постои преку обезбедување на поголем број на нови работни места, односно работа за охриѓани. Тоа е она на кој што ние размислуваме. Значи, за се треба open mind. Значи, вие мора да ги следите сите аспекти од реализација на една проекција, би рекол, или од еден план. Значи, тоа е нашиот план. Значи, ние немаме предрасуди дали некој треба да биде, оној кој што ќе го наследи даден проект, ќе треба да биде приватен партнер или треба да биде јавна институција. Но градоначалник, тука само нешто би ве дополнила. Рековте дека сеедно вие дали општината ќе биде таа која што ќе работи, да речеме, со тој гостителски објект или приватен партнер. Но не е сеедно каде одат парите. Значи, вака ако работи општината, одат во општинскиот буџет, а вака ако е со јавно-приватно партнерство, имаме можеби пола-пола, можеби помалку од пола-пола. Па ево, до сега сите пари одеа во општината, а општината има 50 милиони евра минус. На кој начин работеше добро општината? И немаме реализација на капитални објекти. Тоа е за знак прашалник, дали оделе сите средства во општината? Во ред, меѓутоа, значи општо земено сме немале јавно-приватно партнерство, тоа сакам да кажам. Од аспект на заштита на животната средина и на езерото? Од аспект на заштита, тука можеме вака да отвориме една коректна дискусија. Значи, многу често јас и во јавноста, во секојдневната комуникација со граѓаните го дискутирам. Стана, би рекол, еден тренд
или помодарство спомнување на екологијата. Секогаш кога се нема аргументи да се спротистават на, би рекол, одредена активност на локалната самоуправа, во недостаток на аргументи за образложение на оправданоста или обратно неоправданоста од некоја активност која спроведува локалната самоуправа, во недостаток на, би рекол, аргументи за, би рекол, политичко демаскирање на она што го прави локалната самоуправа, секогаш се прибегнува кон зборот екологија, без при тоа конкретно да се познава значењето на тој збор или без да се има познавање или знаење од делот на екологијата. Значи, исто ќе се навратам на делот на малото пристаниште. Ние кажавме дека на тоа пристаниште ќе изградиме хемиска фабрика за бои и лакови, за хемиски субстанции, за вештачко ѓубриве, рековме дека мала марина, значи тоа подразбира... од што ќе се гради? Што од тие материјали кои што ги бидат градени ќе го загадува езерото? Ево, отворена дискусија со граѓаните можеме да почнеме. Се зборува нешто без да се образложува, ама без да се образложува. Мисля на објектите кои што таму ќе бидат стационирани. Значи на пловните објекти. Предпоставувам од тој аспект, мисля на загадување на езерото. Езерото има неколку сепаратни делови, па во некои делови каде што... Знаете што, ако е во некоја рака марина, тука ќе треба да се врши дотур на гориво. А знаеме дека нема да имаме бензинска пумпа. Има многу можности и многу сега варијанти. се врши тоа, значи на некој импровизаторски начин дотурот на гориво. Знаеме дека многу пати имаме темни дамки на езерото. Па зошто не зборуваме за екологија? Ево и сега било така, а нема марина, нема мало пристаниште. Па ево, јас ве прашувам на кој сака да ги забраниме глисерите? Не, воопшто не, тоа не е интенција. Мислам дека не е ниту на опозицијата тоа интенција да се забранат глисерите. Чекај се, вие ми викате дека од аспект на загадување на езерото со моторни чамци кои ќе доаѓаат на таа марина ќе се загадува езерото. Да, ќе се загади сега има езерото, преку 300 регистрирани моторни чамци во Охридско езеро. Стационирани се во каналот, а во каналот речи се веќе да немаме жив свет. Сега да кажеш дека тие стојат во каналот, не се движат во езерото? Па добро се движат, ама не се стационирани на едно место само. Во каналот се претежно, а тука веќе имаме загадување од повисок степен. Па тоа значи сте за марина во каналот или за негде надвор од езерото? Ево ве прашувам вас. Јас значи не сум за марина на ниту едно место, додека не се направи некоја студија сериозна и додека стручни луѓе не кажат каде е соодветното место. Секако дека стручни луѓе кажуваат, ние почитуваме стручно мислење, затоа и зборам. Значи кога се зборува за екологија мора да се употребат како и за секоја друга област во живењето стручни импликации. Значи не можеме да зборуваме за нешто што не го разбираме на било кој начин да го злоупотребуваме во јавност. Што беше презентирана пред јавноста и пред советниците, имаше и поширока јавност, значи не беше воопшто опфатен тој аспект, еколошкиот аспект. Не беше образложен, можеби затоа и се А како знаете дека не беше образложен? Па бев јас таму. Ама јас жалам што и вие не сте ја прочитале физибилити студијата. Значи, еден посебен дел од физибилити студијата беше посветен на заштита на широколата околина. Тој беше представник на физибилити студијата и кој што ја презентираше пред пошироката јавност. Значи, не сме должни сите да прочитаме цела физибилити студија. При презентирањето воопшто не обрна внимание на тој дел. Некој дали го праша за екологија? Па имаше прашања, Јас не слушнав такво прашање. На прашањето околу заштитата на човековата околина доби одговори. Како што... Вие ги дадовте ти одговори, а не ги даде представникот. Вие кажавте дека сите процедури за да се дојде до одобрение се испочитувани. Точно така и сега ќе го кажам. И сега исто да ќе го кажам. Знаете колку институции треба да се изјаснат за да се добие одобрение за градба на одреден проект? Некогаш дури 21 институција, зависно од класата на проектот кој што треба да се гради. Голем дел од тие согласности ја засегаат еколошката сфера. Значи сите тие за да дадат согласност, меѓу другите аспекти кои ги разгледуваат во еден проект, ги разгледуваат и аспектите на заштита на човековата околина. Значи тоа не се бандитски организации па тек така само да даваат согласности.
Тоа се јавни институции кои што се сертифицирани да го прават тоа. Значи не може кој како сака да просудува за тоа дали нешто би рекол ги запазува еколошките аспекти или не ги запазува. Значи има стручни лица кои се изјаснуваат за тоа. Јас повторно ќе го начнам прашањето, бидејќи навистина ми е многу интересна. Многу често ми се интересни дискусиите за екологија во Охрид. Што е тоа што оваа локална самоуправа го нарушува во делот на човековата околина и кое што е различно од претходните состави на локалната самоуправа или можеби периоди, ќе ја оставам настрана, значи споредбата со претходни состави на локална самоуправа, или затоа што многу често се зборува, ама јас не можам да разберам за што се зборува. Што е тоа што, не знам, изградивме некоја хемиска фабрика, изградивме фабрика за вештачки џубрива, што изградивме ние? Па да се организира каде што ќе сте вие домаки, на гости ќе се некои од еколошките, затоа што јас не би можела тука да дискутираме на ова тема и емисијата не е впрочем и за тоа наменета. Ако организирате дебатна емисија во вашата телевизија, веднаш ќе се пријавам. Можете и вие на трибина во општина Охрид, може секако, значи во локалната. Секако дека може. Да, со екологисти, со граѓани па да кажат што е тоа што ги мачи, што ги тангира, па да видиме каква е од другата страна приказната. Точно така, значи ево се и ќе довршам со делов на Малата Марина. Значи ќе се употребуваат материјали кои што не представуваат никаква опасност по загадување на човековата околина. Значи исклучуваат такви материјали. Ќе се употребуваат стандарди кои што понатака откако ќе биде изградена Малата Марина нема да предизвикаат никакво загадување на езерската вода. Ќе се употребуваат материјали или ќе се употребува протокол на работа кој што никако нема да влијае на растителниот и животинскиот свет во водите околу таа марина. Значи ништо што ќе меѓутоа има и обратното. Вие добро кажавте дека можеби презентерот на физибилити студијата не се задржал многу на еколошките аспекти, мада тоа не значи дека тој треба да зборува 5-6 сати или да ја чита физибилити студијата. Некој доколку навистина бил загрижен, ако може да довршам, ако може да довршам. Меѓутоа дали вие слушнавте некој од дискутантите да каже на кој начин ќе бидејќи беа загрижени и прашува, односно критикува, не прашува, критикува. Дали некој каже на кој начин Малата Марина ќе го загади езерото? Не. Никој не кажа. Само кажа дека еколошка катастрофа ќе се наруши живиот свет, не знам, водите ќе се загадат, ама никој не кажа со што и како ќе се загадат. Значи дискусија која што е таргетирана за други цели, а не заради вистинска загриженост за екологијата. Од каде доаѓаат дилемите? Од недореченоста, од нетранспарентноста и непрофесионализмот на некој начин, затоа што еве пак ќе се навратиме, кога беше презентирана физибилити студијата, ако беше тоа попластично објаснето, се зборуваме од аспект на обичниот граѓанин кој што не е упатен во работите, настрана ги оставаме советниците, екологистите кои што се можеби навлезени во таа област. Значи, од аспект на граѓаните кои што не се доволно упатени, веднаш знаете дека кога се прави нешто ново, веднаш имаме милион прашања, имаме дилеми. Добро. Секогаш тоа не знам зошто е така, ама така е во кодот на човекот да гледаме прво негативната и песимистичката страна. И можеби е така и добро малку да сме така по предострожни, па да очекуваме полошо, па да се случи нешто подобро. Значи ова едноставно го пренесувам ставот и мислењето на граѓаните со кои што потоа се коментираше, се разменува некои мислења околу оваа тема. Јас спротивно вас и ние во локалната самоуправа имаме сосем спротивен фидбек од граѓаните, мощен позитивен фидбек во делот на реализација на овој проект. Значи, граѓаните гледаат со воодушевување на реализација на овој проект. Не знам од каде таквото размислување. Не реков дека не сака да се реализира и не гледаат со воодушевување. Само се запрашува дали може да има и некакви негативни импликации. Точно така. И треба да бидат, и треба да се запрашуваат, и треба да бидат загрижени. И треба да бидат информирани. А ние сме тука да информираме, како што сум јас тука гостин на ова емисија, на која што сум дојден да ја образложам значи целокупната материја во делот на заштита на човековата околина при изградбата на Малата Марина. И затоа сум тука.
за да објаснам. И тоа е дел од нашата транспарентност. И јас можам на секој оној граѓанин кој има потреба да добие попрецизни информации, да му ја доставам и целокупната физибилити студија на увид. Така да, повторно ќе кажам, работа која не се компарира е стилот на работа и отчетноста или би рекол интензитетот на отчетност и транспарентност на оваа локална самоуправа со било која претходно. Така и во овој дел. Јас затоа сум отворен. Ние можеме колку сакате да седиме на оваа маса и да разговараме. Па веќе многу седиме ми јавуваат од режија дека морам да ве одморам малку со една реклама. Нели сме ние транспарентни и треба да видиме отчетни. Так. Јас сум тука да на граѓаните на Охрид преку вашиот медиум им ги образложам нашите активности. Градоначалник, истата цел ја имаме. Емисијата Добро. Под лупа не случајно така се вика, Добро. за сите работи кои што не се доволно јасни, Добро. во оваа емисија да станат појасни. Сега малку ќе ве така. одморам. Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан, хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави, возбудливи кулинарски доживувања, приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi hladno. Hoćemo izolacione stancije. Stižemo. Pa hoće ovo u buvanje. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил. Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија, кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Печатарска куќа Летра дизајн. Проверено е. See the storms coming at my window. See the left man, no protection.
градоначалник, продолжуваме со истото темпо, малку ве одморив, една кратка пауза. Сакам еве да се навратам на еден убав проект кој што се реализира во нашата општина. Тоа е изградбата на малиот плоштад, кај мини маркет, така ние го викаме. Вие и сами отрековте тоаш кога беше промовирањето и свеченото отварање, оставате граѓаните да си го наречат сами како што сакат и како она што го тие си го чувствуваат. Еве некако тоа име е прифатено во општата популација. Малиот плоштад кај мини маркет, кај некогашен мини маркет. Навистина едно убаво, така интимно место и за охриѓани и за гостите. Еве тоа нека ни биде пример и за уште многу вакви други катчиња низ градов. Што планирате во иднина? Еве тоа нека ни биде и вовет во вториот дел на емисијата, кои се проектите за 2016-та. Вака ќе се надоврзам на вашето гледиште за именување на малиот плоштад, кој што е само малце помал отколку големиот плоштад. Само вака да бидат појасни работите, меѓутоа ако јас прифаќам да се вика и малиот плоштад, бидејќи претходно малиот плоштад се викаше кај поранешната библиотека, кај што беше, би рекол, депонијата кај малата библиотека, го викавме малиот плоштад, па кога се изгради плоштадот кај мини маркет, сега го викаме и тој го викаме мал плоштад. Меѓутоа е многу малце помал отколку големиот плоштад. Но површината не е важна дали е голем или мал, значи да е голем по значење. Така сега. И по настани што ќе се случуваат. Најкрупните проекти за градот Охрид, или она како што љуби често да ги каже опозицијата, капиталните проекти за Охрид, би требало да отпочнат со реализација во 2016 година. Меѓутоа, во тие, би рекол, крупни проекти, влегуваат и проекти за разубавање на градот Охрид. Наше глобално размислување на службите во локалната самоуправа дека на Охрид може да се сува рекреативни зони, шеталишта, пешачки или велосипедски патеки како сакате и плоштади. И се стремиме во континуитет да обстанеме на тоа наше гледиште, дека треба да се градат секаде кај што ќе има можност да се изградат и плоштади, и рекреативни зони, и пешачки, велосипедски зони. И тоа ќе продолжиме да го чиниме и во иднина, особено во 2016 година. Она што во овој дел е важно да се одбележи е дека во 2016 година ќе продолжи, односно ќе се комплетира изградбата на пешачко-рекреативната зона која почнува кај каналот Студенчишта, па се до каналот кај хотелот Парк. Веќе во тек втората фаза, така? Во должина од 1200 метри. Во овој дел се изведуваат уште 200 метри во продолжение на првиот дел. Понатака брзо ќе отпочне, би рекол, првата шестина од патеката која што ќе започне, која почнува веднаш непосредно после каналот Студенчишта, за да се спои со оној дел кој што сега е веќе изграден. И за 2016 година ќе бидат довршени уште 600 метри од патеката или вкупна должина од 1200 метри. Нешто што представува не само наша гордост, туку и гордост на охриѓани, а за кој што имавме многу позитивни воодушевувања од многу граѓани од Република Македонија, не само од охриѓани, туку и граѓани кои што живеат во други градови на Македонија, кои што дојдоа или имале можност да пешачат на таа патека. Тоа е еден од, би рекол, нашите позначајни планови за 2016 година. Понатака, имаме намера да ја изградиме пешачко-рекреативната зона, која што, кога гледате према исток, се наоѓа на левата страна од каналот Студенчишта и за која што сметаме дека можеби ќе биде, односно имаме намера да го претвориме во едно од најромантичните катчина во градот Охрид. Значи, првенствено ќе се обидиме да го заштитиме тој појас од лев брег на каналот Студенчишта, кога гледате према исток, значи со тоа што оние одрони и на крајбрежната линија, меѓутоа и на асфалтот веќе ќе мора да бидат заштитени. Сакаме да го заштитиме со природни материјали и
понатака да се отвори оној канал, мал канал, кој што оди паралелно со каналот студенчишта, кој што не е функционален, на неколку места е затворен и за кој што не достига вода, особено во летните месеци. Сакаме да го реконструираме тој канал, на 2 до 3 места да го поврзиме со големиот канал, да има проточна вода, да биде функционален канал, да уредиме пешачка, велосипедска зона, зона за движење на оние кои што имаат чамци во тој дел и секако хортикултурно да го уредиме, да го осветлиме, да направиме угледни, би рекол, капчине и за млади луѓе и за повозрастни кои што ќе можат да се рекреираат во тој дел и сметаме дека таа зона ќе биде најромантичната во иднина во градот Охрид. Тоа е вториот проект кој што сакам да го најавам за 2016 година. Секако најголем и најзначаен проект во делот на разобување на градот Охрид ќе биде реконструкција на градскиот кеј. Она што представува, би рекол, најкомплексен и најробусен, можеби, проект во делот на разобувањето на градот Охрид, ќе биде реконструкција, конечно, значи реконструкција Кога на градскиот започнал кеј. тој проект? Имате ли вака некоја генерална Во визија представа? овој момент се комплетира проектната документација и веднаш после тоа, значи, ќе оди со објава на тендер, кој што предпочитаме дека ќе биде објавен во текот на јануар 2016 година и се надеваме дека дел од тој градски кеј ќе видиме каква е динамиката на оние кои што или препораките на оние кои што проектират или кои што во иднина ќе бидат избрани за најповолни понудувачи, какви ќе бидат нивните размислувања за колку голем временски период би било најцелисходно да се изгради тој градски кеј. Сепак се работи за огромен проект, мислам, и комплексен проект кој што ќе треба во иднина да значи лице на градот Охрид или гордост на градот Охрид, бидејќи и во овој момент знаете дека сепак е тоа се уште најутилизираната пешачка зона на Охриѓани, особено на Охриѓани. Знаете дека при секое разобување на времето или би рекол секој сончев ден е магнет за привлекување на голем број на Охриѓани, не само на туристи, така да тој дел заслужува да има убав лик. Ние планираме да го почнеме во наредната година, ќе пробаме и да го завршиме, меѓутоа реков, не сум експерт за градинарство, не знам колку време ќе изускува неговото комплетирање. Се надевам дека ако не во 2016, во 2017 година ќе биде комплетно завршена реконструкцијата на градскиот кеј со неговото разубавување, се разбира. И тоа е, вака би рекол, третиот позначаен проект во делот на уредување на пешачки и рекреативни зони во градот Охрид. Би требало да знаете дека Министерството за транспорт и врски заврши тендерската постапка за изградба на плажа или за уредување и реконструкција на плажата кај Лагадин во должина од 500 метри, заедно со изградба на пешачка патека покрај регионалниот пат Охрид Свети Наум и паркинг простор од другата страна на патот, за кој што особено го побудува задоволството на стручните служби, бидејќи знаете дека таа беше една од поискористените плажи, или е се уште една од поискористените плажи, а нема паркинг простор и представува опасност за движење на пешаците, бидејќи автомобилите буквално се паркираат на самиот пат покрај регионалниот пат, односно на тротоарите покрај регионалниот пат Охрид Свети Наум. Понатака би требало, јас бидејќи не е проект на локалната самоуправа, за кој што ние сме живо заинтересирани и би рекол на некој начин и инволвирани во неговата реализација на многу начини, не на некој начин. Тоа е пешачката патека од пристаниште до Канео и потоа покрај црквата Свети Јован Канео до Лабино. Би требало да отпочне или во голем дел да бидат изведени градежни активности во тек на 2016 година. Понатака, она што ние го планираме, секако дека ќе биде интензивирање на подготвителните, би рекол, работи за изградбата или
работите, ако претходно веќе започнат, работите во тек кој што ќе означат изградба на покриен земен пазар, ќе се интензивираат работите во делот на изградба на затворениот пливачки базен, би требало да отпочне со работа, да отпочнат градежните активности за изградба на нова современа автобуска станица и пензионерски дом кај во населба Далјан, или би рекол на крај Езерската зона. Така да 2016 година ќе биде, јас минатата година кажав дека 2015 година ќе биде година на интензивна изградба на градот Охрид, онака како што денес гледаме дека се работи во сите делови на градот, не само во централното градско подрачје, меѓутоа ова година знам дека 2016 година ќе има многу поопсежни и поинтензивни градежни активности. Буквално Охрид ќе биде едно големо градилиште. Така, во споредено со 2015 година. Така да бројни се проектите кои што ги имаме предвидено за 2016 година. Претпоставам дека ќе наидат на воодушевување кај охриѓани, кај гостите кои што ќе го посетуваат Охрид. Така да Охрид заслужува да биде убаво уреден. Се разбира со сите аспекти на зачувување на она што значи автентичност, на архитектура, на традиција во делот на градењето, она што значи заштита на оние вредности кои што представуваат препознатлив знак на УНЕСКО, тоа е заштита и на природното и на културното наследство на градот Охрид. И секако заштита на човековата околина, на што постојано ќе се навраќаме на неја. Значи, набрајавте голем број проекти и на големо задоволство на сите, на вистина. Очекуваме со нетрпение да бидат реализирани, но за сето тоа потребни се пари. Каква ќе биде проекцијата на буџетот на општина Охрид? Развојна, во секој случај развојна. Бидејќи јас мора да кажам дека ние скоро 3 години правиме, би рекол, еден баланс помеѓу процес во расходната стапка на буџетот, би рекол, баланс помеѓу потребите да се враќаат долговите, чекор по чекор, и за оној дел кој што останува од буџетот да го искористиме во инвестиции. Меѓутоа, тоа е еден динамичен процес кој што бара постојано прилагодување на новонастанатата ситуација. Сепак, кога не можеш да го предвидиш до крај. Точно така, кога Охрид не би имал долгови, посебно огромни долгови, и кога Охрид не би имал судски спорови кои се во тека, кои се однесуваат на задолжување на градот Охрид и неисплатени обврски према доверители, тоаш би рекол би проектирал еден постабилен буџет кој што не би имало потреба да изискува ребаланси во текот на цела година. И во тој случај, значи, однапред можеме да планираме или да предвидуваме што можеме да реализираме, а што не можеме да реализираме, или во колкав опсек ќе ги реализираме нашите проекции. Од тие причини јас можеби некогаш предизвикува запрашување кај јавноста зашто правиме ребаланси на буџетот, или можеби зашто има реализација која што е помало од 100% во дадени програми од буџетот. Меѓутоа, тоа е исклучиво заради оној дел кој што го кажав, а тоа е грижа за доверителите на кои што општина Охрид им должи пари, кои што со години не добиле динар од општина Охрид, кои што во меѓувреме ги изгубили своите бизнеси, бидејќи и тие за да соработуваат со општина Охрид или за да реализираат некој проект, се задолжувале кај банките, можеби нивниот имот е под хипотека, можеби некој од нив нажалост ја загрожили екзистенцијата на својата фамилија заради она што го работеле за општина Охрид, а се граѓани на Охрид, за кои што повторно ќе кажам, ние мора да мислиме на сите нив, не само на она што ние треба да го презентираме како лице на локалната самоуправа или како капацитет на градоначалникот или на службите во локалната самоуправа да испорачаат проекти на граѓаните на Охрид, меѓутоа граѓани на Охрид се и оние на кои што општина Охрид им должи. И тие се граѓани кои што хранат семејства, кои што вработуваат голем број на луѓе, а кои што без тие средства
кои што општина Охрид им ги должи, не може да опстанат. Па интенцијата е да се сите граѓани задоволни. Така, точно така. Едниот аспект на тоа да се гради, да се обновува градот, а друг да може да се ги наплатат побарувањето. Не само тоа, тој е дел од менаџирањето со долговите, не само би рекол помош или обврска да се вратат долговите. Меѓутоа, тоа е и дел од обврската за адекватно финансиско менаџирање со работата, со општина Охрид, бидејќи знаете дека скоро половина од задолжувањето представуваат извршни судски решенија, врз основа на кои што врз основа на кои што секојдневно расте долгот по основ на камата, законски затезни камати од прилика околу 13 до 13.500 евра. Сега, бидејќи е намален во одредена, би рекол, стапка долгот на општина Охрид, и вие доколку не размислувате на враќање на долгови, тој долг експоненцијално ќе расте, бидејќи растат и каматите, законските затезни камати за тој долг. Значи, вие доколку не се грижите за сервисирање на долговите, вие свесно чините да тој долг расте. Значи, вие имате обврска да се грижите за сервисирање на тој долг. Доколку вие се размислувате само за проекти, или само за инвестиции, или за реализација на одредени проекти од кои што создавате нови долгови и во исто време не ги враќате тие долгови ќе растат. Значи, тоа не е статичка категорија, тоа е динамичка категорија која што расте по основ на камати. Значи, затоа реков, ние сме во постојана борба. Тоа е само шминка, значи ако се прави нешто не се враќаат. Така е. Значи, надворешно изгледа се добро, ама ние сме во постојана малку подлабоко не е како што и треба. напорна и комплексна, би рекол, борба за воспоставување на баланс помеѓу од една страна враќање на долгови и друга страна реализација на ветеното према граѓаните. Градоначалник, успешна, но и напорна година и за вас како градоначалник, и за вашиот тим, и за локалната, и за граѓаните воопшто. И некако сите го очекуваме месец декември, крајот на годината, малку да се релаксираме и опуштиме. Празници доаѓаат, Нова година, Божик и сите останати православни кои што си ги славиме и ги почитуваме. А бидејќи Охрид е Охрид, посебен по многу нешта, каква ќе биде забавата во Охрид за Нова година? Јас сметам дека ќе биде солидна. А велат народно испружи ги нозете толку колку што ти е долга чергата. И сега дека ние немаме толку пари колку што сметаме дека ни треба за да организираме незаборавен пречек на Нова година, кој што би привлекол голем број на, би рекол, гости во Охрид, или охријани би ги натерал да излезат на плоштад или секаде онаму каде што организираме програма за Нова година. Се трудиме да трошиме онолку средства колку што навистина буџетот ни дозволува или колку што би било рационално, би рекол. Мора да признам дека немаме многу средства на располагање, меѓутоа и со оние средства кои што сме ги планирале да ги потрошиме за дочек на Нова година, сметам дека ќе направиме атрактивен дочек, кој што ќе привлече и гости и туристи. Програмата беше во изготвување, и се уште немаме нешто поконкретно? Едно е сигурно дека што се однесува до естрадниот дел, програмата дека ќе настапи Компас Бенд, една група од Скопје, дека ќе настапи Боби Мојсовски. Меѓутоа, списокот на тие кои ќе настапат или на изведувачи се уште не е затворен, се уште размислуваме. Предпоставам дека ќе има уште една до две групи или естрадни уметници кои ќе настапат. Зборувам за новогодишната ноќ. Да. За новогодишната ноќ. Меѓутоа, онака како што покажа позитивната пракса од минатата година, ние планираме да новогодишните празници траат подолго време со поставување на бина за перформанси на градскиот плоштад, каде што би ги ангажирале сите културно-уметнички друштва, ансамбли, би рекол уметнички состави и сите основни и средни училишта, кои што ќе бидат ангажирани на начин кој што ќе овозможи секојдневна програма, и тоа во работните денови, некаде од 17 или 18 часот до 20,
часот. И во викендите, да речеме, би имало дневна програма, бидејќи очекуваме дека за време на викендите, односно неработните денови, дека ќе биде поголема раздвиженоста на охријани и на гостите на градскиот плошад или во централното градско подрачје и ќе предизвикаме нивен интерес со организација на нашата програма. Така да планираме да таа програма започне некаде околу 20 декември и ќе трае се до Нова година. Реков дека на незе ќе земат учество голем број на состави на културно-уметнички друштва, уметници, ќе биде ангажирана и детската градинка, значи училиштата од најмала па до се она што ни е наше Охридско ќе биде ангажирано. Точно така, да, точно така, најголем дел на волонтерска основа и сметам дека ќе биде привлечно за сите возрастни групи и за сите и охријани и туристи и ќе побуди интерес. Убеден сум дека ќе победи интерес, онака како што беше минатата година, бидејќи навистина Охрид заслужува да биде, би рекол, централно место во иднина за дочек на Нова година, меѓутоа не само за една ноќ, да испорачаме програма која ќе трае само за време на дочекот на новогодишната ноќ, туку да тоа биде период пред Нова година и доколку може да продолжи со верските празници кои што потоа следат после Нова година. Така. Веќе започнато и украсувањето на градот, периферијата гледаме оние светлички ефекти веќе ги имате поставено секторите од локалната самоуправа, кога ќе биде централното градско подрачје украсено и има ли некои новитети околу тоа? Мислам дека украсувањето треба да започне во текот на утрешниот ден и ќе трае 3 до 5 денови. Оваа година ги проширивме регионите кои што ќе бидат зафатени со украсување, меѓутоа и содржините. И ево можам да ветам тука пред малите екрани дека Охрид ќе биде еден од поубаво украсените градови во Република Македонија и во најмала мера ќе биде поубаво украсено минатата година, кое што навистина минатогодишното украсување имаше позитивни коментари. Имаше и позитивни коментари и не охрабри нас дека сепак украсувањето е дел од секојдневното живење кое влијае на расположението на охријани. А една од нашите цели е да го разубавиме квалитетот на живење, меѓу другото и со вакви содржини. Затоа јас ги уверувам граѓаните на Охрид дека ќе бидат задоволни од начинот на украсување на градот оваа година и ги уверувам дека Охрид ќе биде еден од најдобро украсените градови во Македонија. Поентата е со не многу пари да се постигне максимален ефект и мислам дека ќе успеете во тоа. И за крај, уште едно прашање имам, па ќе закружиме емисијата. Многу важен настан во овој зимски период за градот и за нас, граѓаните на овој прекрасен Охрид е празникот Водици Богојавление. Годинава имаме една нова ситуација, значи она здружение кое што годиниве наназад го организираше барем еден дел од овој празник, од празнувањата и некои настани поврзани со него, се повлекува од организација. Некако сите очи се вперени кон локалната, очекуваат граѓаните вие да ја преземете палката покрај Македонската православна црква, која што навистина по сите нешта и логика треба да биде носител на овој, бидејќи пред се е верски празник. Што локалната размислувате ли сериозно во кој дел ќе се вклучите? Вие и минатите години се вклучувавте активно, но сега веќе некако остануваат работите повеќе на вас. Јас вака нема навистина да ги коментирам причините за па не би ни сакала во тоа да навлегуваме, да. Бидејќи навистина не сум стапил во контакт или би рекол не сме продискутирале за нивните причини зашто да кажем изостануваат од вклучување во организација на манифестацијата Богојавление Водици. Меѓутоа она што е сигурно е дека општина Охрид како изминатите 2 години ќе сноси најголемиот товар, финансиски товар, меѓутоа и организацијски товар во делот на спроведување на голем број манифестации и настани кои што беа годините наназад, значи организирани за време на верскиот празник Богојавление Водици. Јас навистина
сакам да изразам ево и тука јавна благодарност за неколку годишниот ангажман на Сдруженијето Богојавление Водици за сето она што го направија за промоција на градот Охрид или за промоција на овој верски празник. Меѓутоа, ќе кажам дека секако дека она ниво кое што го достигна градот Охрид во промоција на ова вредност, би рекол, една од поголемите вредности на градот Охрид, ние имаме намера да продолжиме да ја негуваме и да ја, би рекол, надградуваме. Секако дека ќе следат, ние веќе направивме некои комуникации со луѓето кои што беа вклучени во организација на минатогодишните прослави на овој празник. Имаме намера да стапиме во контакт и со Македонската православна црква, односно со нивните репрезенти на Кичевско-Деварската епархија, да сите тие активности ги ускладиме во насока на, од една страна, негување на религиозните обичаи, традицијата и сето она што значи посветување, би рекол духовно посветување кон празникот, и од друга страна она што значи туристичка промоција на градот Охрид, бидејќи навистина изминатите години Охрид прерасна во место каде што се организира, или барем во перцепциите на граѓаните, место кое што се одвива централната прослава на празникот Богојавление Водици и побуди интереси во странските држави. И тоа е факт. И тоа е факт и таа бројка од година во година се зголемува. И јас се надевам дека и оваа година ќе одговориме на ниво на задачата, дека ќе бидат преземени сите потребни организацијски активности за достојно празнување пред се, меѓутоа во исто време и за промовирање, би рекол, на овој празник и понатака не само меѓу православниот свет, значи тоа е сепак отворена манифестација која што како туристичка атракција може да биде посветена и од други припадници на други религиозни групи. Секако дека повторно претпоставам дека општина Охрид ќе го понесе најголемиот товар како изминатите 2 години. Реков, ќе го направиме во една широка комуникација со јавноста, значи сите оние кои што имаат желба да се приклучат кон организација и со идеи и со ангажман, значи ние сме отворени да ги прифатиме за што подостојно одбележување на празникот. Иначе тука мора да напоменам дека и новогодишните празници или одбележувањето, празничното одбележување на новогодишните празници и празникот Богојавление Водици, и божичкините празници, и празникот Василица представуваат една од нашите можности за промоција на Охрид надвор од летната туристичка сезона. И ние тоа го чиниме изминатите години и ќе го чиниме и понатака, бидејќи како ретко која состав на локална самоуправа, можеби единствен и препознати во овој дел, вложуваме и многу труд и многу работа, меѓутоа и многу финансиски средства во делот на промоција и маркетинг на туристичката понуда на Охрид и очигледно дека успеваме, бидејќи тоа се одразува преку бројките што ги добиваме од Републичкиот завод за статистика и од секторот за туризам и локален економски развој при општина Охрид, преку континуираното зголемување на бројот на странски гости кои што доаѓаат во Охрид, зголемување на бројот на држави од каде што доаѓаат гостите и зголемување на апсолутниот број на ноќевања. И тој тренд ќе продолжи во иднина, бидејќи според она што го изработивме овие 2,5 години, најавите се дека бројот на гости за отприлика 2 до 3 години ќе се удвостручи споредено со минатите години. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи и во иднина. Максимално сме посветени на промоција на туризмот во Охрид, секако дека тука спаѓаат и оние активности кои што ние ги правиме за воспоставување на и редовни и чартер линии кон Охридскиот и од Охридскиот аеродром. Знаете дека успеавме во текот на оваа година да воспоставиме 2 директни линии кон Охридскиот аеродром, едната кон Лутон, другата кон Базел. За наредната година, за 2016 година, според она што ние го договараме со Министерството за транспорт и врски и владата на Република Македонија, би требало да се водат уште 2 директни линии кон Охридскиот аеродром од западноевропски држави. Можно е 1 или 2
од балкански држави директни линии да се воведат и секако ќе се зголеми бројот на чартер летови со најавените летови кои што Аркија од Израел ги најави. Така да остануваме максимално посветени на развој на туризмот и посебно во делот на маркетинг и промоција, кој што несомнено дава одлични резултати. Сега имате голем број активности, значи вродуваат веќе со плод, се гледат и резултатите за привлекување на странски гости, но малку ги подзаборавивме години наназад домашните гости и ме радува тоа што општината заедно со другите чинители кои што партиципираат во развојот на туризмот правите напори за враќањето и за задржување на домашните гости тука овде кај нас. Имате направено повеќе проекти и мислам дека ова лето ќе имаме голем број домашни гости, не само странски. Видете, има тренд на пораси на домашните гости, меѓутоа се уште не сме достигнале она бројка која што имаше 90-тите години или раните години на новиот милениум. Би рекол, ние максимално сме посветени на воведување на нови содржини кои што ќе овозможат поголем број на домашни гости. Секако дека нас ни требаат домашните гости, за нас се исти, дали се домашни или странски гости, сепак се гости кои што носат приходи во делот на туризмот, за кој што сметаме дека треба да биде главна стопанска гранка на градот Охрид. Сите овие содржини кои што ги дискутиравме во текот на оваа емисија, ги правиме се со цел да ја зголемиме атрактивноста на Охрид, не само за летна сезона, туку преку цела година, кој што ќе овозможат покрај поголем број на странски гости да дојдат и поголем број на домашни гости, кои што ќе доаѓаат не само за време на летна туристичка сезона, туку преку викендите, континуирано и во цела текот година. на целата година, и затоа реков дека нас не се апсолутно потребни таквите домашни гости. Јас сметам дека како ќе расте бројот на странски гости, Охрид ќе станува попривлечен и за домашните гости. Тоа е еден механизам на повратна спрега кој што е взаемно поврзан, би рекол. Поголем број на странски гости носат поголем број на домашни гости и обратно. Така да немам дилеми и убеден сум и ги уверувам и граѓаните на Охрид дека Охрид ќе има блескава иднина во делот на развојот на туризмот, посебно со инфраструктурното уредување на градот Охрид, уредувањето на, би рекол, на рекреативните зони, пешачките зони, плоштадите, секако изградбата на автопатот од Кичево кон Охрид и најавената изградба на преостанатата делница од Кичево кон Гостивар, воведувањето на се поголем број на авиолинии кон Охридскиот аеродром, вложувањето во маркетингот и промоцијата на Охрид, несомнено ќе вроди со плод и сметам дека за не повеќе од 2 до 3 години бројот на странски гости, односно бројот на вкупниот број на гости во Охрид ќе биде удвостручен. Сите имаме наши јавни, скриени, поголеми, помали желби. Која е желбата на Никола Бакрачевски, пред се како човек, како охриѓанец и на крајот како градоначалник за 2016-та? Добро, она што е моја желба, предпоставам дека е и желба на Значи на личен план. Секој како, граѓанин, значи не само како градоначалник. На градот Охрид. Секако дека реализацијата на, ако зборуваме за мојата, би рекол, професионална желба, секако дека реализација на сето она што ние го планиравме за 2016 или 2017 година, ќе представува логично моја желба за ова нова година, би рекол. Јас се разбира дека пред се треба да не служи добро здравје и добра мисла, би рекол, позитивна мисла. Тоа се две работи кои што се недвојбени, би рекол, за да може да ги реализирате и вашите соништа и вашите желби во делот и на професијата, во делот на социјалниот живот, во делот на оние планови кои што ги имате за воиднина зацртани. Јас секако дека го гледам Охрид како град кој што несомнено континуирано ќе се развива низ годините кои што доаѓаат, дека ќе го заземе местото кое што одавна го заслужува, а тоа е предпознатлива туристичка дестинација за целиот свет, не само за
граѓаните, односно за населението кој што живее на Балканот или можеби за мал дел од населението во Европа, туку за дестинација која што ќе биде поставена на било која туристичка мапа насекаде во светот, бидејќи навистина сметам дека туризмот е гранка која што навистина треба да се форсира, секако дека и другите економски гранки за нас се многу важни, посебно во делот на привлекување на инвеститори кои што во стопанството кои што ќе вработуваат луѓе, меѓутоа сметам дека туризмот е гранка од која што Охрид навистина може да профитира, а сето тоа да се одрази на стандардот на живење и на квалитетот на живот на охригани. Секако дека нивото на зголемување на нивото на среќа и задоволство на охригани и моја желба за 2016 година. Лична ваша желба? За лични желби имаме, би рекол, доста време да размислуваме до крајот на ова година, бидејќи навистина ние преостанува многу малку време. Навистина напорно работевме во 2015 Може би еден добар одмор. Година, сега одморот е нешто што е неизвестна категорија со оглед на начинот на кој што работевме напорно во изминатите 2,5 години. Меѓутоа секако дека и јас како еден обичен човек или граѓанин на Охрид имам потреба од добар одмор, меѓутоа на што мене особено ме прави среќен, тоа е секое време поминато со моите деца и тоа посебно ме прави среќен. Би рекол, би сакал, тоа е мојата желба, би сакал да би рекол тајм менеджментот или би рекол распоредувањето на моето слободно време да ми овозможи поголеми периоди од денот кои што ќе можам да видам, да ги посветам на моите деца, без разлика дали ќе бидам на одмор или ќе бидам во градот Охрид. Ви посакувам, еве, како човек, како граѓанин, да ви се исполнат сите ваши лични желби. Како градоначалник, професионалните планови што ги имате зацртано за 2016-та, кои што ќе ги усреќат и граѓаните на Охрид и сите нас, а и оние кои што доаѓаат да уживаат во неговите убавини. Посакувам убава година, плодна, мирна и да се видиме во уште некој издание на емисијата Под лупа во наредната сезона која што ќе следува после Нова година, а таа идеја за некоја дебата на тема екологија останува. Со задоволство ви благодарам за упатените честитки и желби и истите тие срдечни желби ви ги посакувам и вас, на екипата на ТВМ и на вашата ценета публика. Благодарам за учеството. И благодарам и вас.